Првото јајце го земаме, го ставаме во бојата, тоа е за Госпо. А го земаме и второто јајце. Второто јајце иде за кујчата, за да биде да здравие на домаќините. Третото јајце е за децата, кои треба да се радуваат, да бидат здрави и живи. Од кога ќе се вапчаат јајцата, ние ги вадиме од бојата. Ги оставаме на страна. Од кога ќе ги вадиме јајцата црвени, сите, одиме, домаќинката, мајката на децава, го зема јајцето, и оде кај дечината, кај што спие во спалната, во детската. Ги поминува по образите и вели црвено-бело, дебело, да е здраво и живо, цела година. Тоа јајце, првото јајце што го вапцувавме, го земаме јајцето, го ставаме на пенџере. Ги изнесуваме за да првата сонце што ќе угрее првите зраци, за да го угрее сонцето, првото јајце. Тоа е за домашните здраве и живот да биде. Сега да ги кладме јајцето на пенџер за да го фати сонцето. Јајцето е традиционално за во вид на Исус Христос. Јајцето, бојата е составува крвта на Исус Христос. Кога го мачеле тие, римјаните, му ставиле венец на главата и протекол крв. Од крвта, сета што протекла крвта, се створила бојата на јајцата. Пред изгреј сонце веќе ги вапсавне великденските јајца и тоа е нешто што со радост го правиме, бидејќи символиката е многу голема. Останатиот дел од денот го поминуваме дома со семејството, потоа одиме на вечерна служба, односно се пеат 12 Евангелија Исусови. Во петокот е најтажниот ден во христијанството, односно погребувањето на Исус Христос. Одиме во црква, децата ги облекуваме празнично, бидејќи за Великден секогаш им купуваме нешто ново и ги носиме на целивање на плаштеницата. Денот го поминуваме во жалост, во тажна атмосфера, вечерта исто одиме на погребение Исусово. Во саботата дозволено е да привршиме со домашните обврски во семејството и вечерта пред полноќ одиме на Воскресението Христово. Вечер, после Воскресението имаме божествена литургија, со која веќе се објавува и Исусовото воскресение, односно неговото повторно раѓање, односно верата во која ние веруваме дека по смртта има друг живот, односно сите ќе воскресниме и ќе ја прославиме заедно нашата христијанска вера. Традицијава потекнува за вапцување на јајца од многу години. И кога оделе Марија и Магдалена на гробо кај Исус Христос, првен ги пречекал римскиот цар. И тие му рекле, одиме на гробо, за да видиме дали е Исус Христос воскреснат. И римскиот цар му рекол, ќе воскресни Исус Христос, кога ќе биде црвено јајцето, тоа белото јајце, кога ќе стани црвено, тогаш ќе воскресни. И во истиот миг јајцето се вапцало црвено. И тогаш рекле, сега Исус Христос, Марија и Магдалена рекле, воскреснат е. Кога отишле на гробо, Исус Христос го немало.
тој воскреснал од одзгора. Рекле, жени, еве сум јас горе. Какви се традициите во Прилеп се одржуваат? Да, во Прилеп се одржуваат тие манифестации на таа традиција ние не оставаме. Во Сдруженијево секогаш си ја употребуваме.